Потребата за донесување на овој национален оперативен бродбенд план е една од нашите обврски исто така кон Европската унија како земја кандидат за членство. Националните бродбенд цели кои што треба да ги исполниме и кои што се утврдени во овој план се утврдени во стратешките документи на Европската унија, а тоа се дигиталната агенда и гигабитна Европа. И како и секој друг план или стратегија, како што секогаш кажуваме, ќе останат само една убава приказна на хартија, доколку нема конкретни мерки, активности и рокови во кои што тие треба да бидат исполнети. Националниот оперативен бродбенд план е стратешки документ на државата. Постигнувањето на националните бродбенд цели ќе обезбеди можност за дигитална трансформација на општеството. Суштинска промена на начинот на кој што живееме, комуницираме, работиме, водиме бизнес. Мерките и активностите во самиот план не смеат да бидат изолирани силоси и мора да бидат поврзани помеѓу себе. Тие мора да бидат усогласени со другите стратешки државни политики за да ја постигнат крајната цел, а тоа е да обезбедиме пред се подобри услови за живот на граѓаните. Затоа пристапот мора да биде холистички, земајќи ги во предвид нормално спецификите на нашата држава. Економскиот развој, демографијата, образованието и така натаму. Едноставното копирање на искуствата од други европски земји нема да ни донесе никаков посебен резултат. Извршеното мапирање, што веќе го спомнавме од 2018 година, беше основниот документ на основа на кој што фактички се работеше на овој национален бродбенд оперативен план. И во овој план ги утврдивме националните бродбенд цели и конкретни рокови. До крајот на 2021 година, најмалку еден голем град да биде покриен со 5G сигнал. До крајот на 2025 година, автопатите и магистралните патишта во државата, утврдени од страна на агенцијата, да бидат покриени со непрекинат 5G сигнал. До крајот на 2027 година, најмалку 50% од вкупниот број на претплатнички договори на домаќинствата да бидат за пристап до интернет од најмалку 100 мегабита во секунда. До крајот на 2027 година, сите урбани средини да бидат покриени со непрекинат 5G сигнал. До крајот на 2029 секој да има можност за пристап до интернет преку 5G со минимална брзина на пристап од најмалку 100 мегабита. До крајот на 2029 година, сите домаќинства по прифатлива цена да имаат можност за пристап до мрежа која возможува даунлоуд од најмалку 100 мегабита со можност на надградба до гигабитна брзина. До крајот на 2029 година, сите јавни институции, училишта, универзитети, истражувачки центри и други образовни институции, судови, органи на државата, да имаат симетричен пристап до интернет со брзина од најмалку 1 гигабит. Мерките и активностите кои што се утврдени во планот може да се поделат во 4 столба за кои што малку подоцна ќе разговараме, а тоа е користење на државната помош за поддршка на развојот на бродбендот, второ, мерки за поттикнување на користењето на бродбенд интернет, 3, подобра законска рамка, односно регулативата, и 4, воведување на 5G. Како една од најосновните, но истовремено и најкомплексни мерки е предвидената консолидација на постојните слободни државни оптички влакна и ставањето на истите во функција на еден развој на бродбенд во државата. И ова Македонија се прави по прв пат. Во таа насока предвидовме со јавни средства да се изгради национална транспортна оптичка мрежа, која во најголема мера ќе се користи, ќе се основа на слободните државни оптички влакна. По моментов тоа се МЕПСО, Македонски железници, но има и други институции и во иднина кои што ќе планираат изградба, но ќе бара и нови инвестиции од страна на државата. Во овој контекст можам да кажам дека веќе сме во разговори и со Европската унија, каде што Европската комисија преку инвестицијскиот фонд за Западен Балкан е подготвена сериозно да ги помогне овие наши инвестиции. Изградбата на националната транспортна оптичка мрежа не е неопходна само за поврзување на јавните институции, туку за да обезбеди пред се операторите преку користењето на оваа јавна мрежа, транспортна мрежа, од било кој град да можат да пристапат до белите зони,
односно зоните во кои што до сега или во блиска иднина не гледале економска исплатливост самите да изградат пристапна мрежа. И нормално преку тоа да обезбедат услуги за граѓаните. Доколку операторите преку користење на националната транспортна оптичка мрежа во бела зона обезбедат ултра брз пристап до интернет, што значи даунлоад од поголем од 100 мегабита, оптичкото влакно ќе може да го користат и за обезбедување на други видови на електронски комуникацијски услуги, значи фиксна и мобилна телефонија. На тој начин ќе се стимулира и развојот на нови иновативни услуги, како и развојот на 5G во овие зони. Изградбата на и работењето на националната транспортна оптичка мрежа предвидуваме да биде под надлежност на јавното предпријатие Македонска радиодифузија. А одлуката за тоа е донесена имајќи во предвид постојните надлежности на јавното предпријатие, можноста за проширување на надлежностите, досегашното искуство, капацитети, расположлив кадар, техника и слично. Еден од најголемите предизвици секако ќе биде обезбедувањето на ултра брз пристап до интернет за крајните корисници во белите зони. Белите зони се најголемиот показател за дигиталниот јас кој што го имаме во државата и пред се ние тука како влада мораме да инвестираме за намалување на овој јас. Затоа со планот предвидено е во белите зони јавното предпријатие по барање на крајните корисници да обезбеди оптички поврзувања, некаде и безжични, за потоа преку истите некој од операторите да им обезбеди пристап до ултра брз интернет. Есенцијално е изградбата и користењето на оваа пристапна оптичка инфраструктура да биде на транспарентен и недискриминирачки начин, согласно препораките на Европската унија за државна помош. Ниеден оператор не треба да биде ставен во повластена позиција на пазарот, но и во подчинет. И ова мора да биде гарантирано. За потврда на истото, особено во овој дел, планот е испратен за мислење до Европската унија, од каде што очекаме особено коментари во овој дел за гаранција на недискриминачкиот пристап во користењето на мрежата. Дополнително, пред изградбата на мрежите, предвидено е да се извршат консултации со операторите, како би можеле навремено да се информираат и да подготват соодветни бизнис решенија и одлуки. Цените за пристап до ултра брз интернет за домакинствата во белите зони мора да бидат прифатливи за граѓаните. Целта нема да ја постигнеме доколку само потрошиме пари на изградба на мрежи, а потоа никој не ги користи. Затоа има и многу негативни примери низ цела Европа. Предлагаме услов оператор да може да ја користи државната пристапна оптичка инфраструктура само доколку за домакинствата обезбеди цена за пристап до ултра брз интернет од над 100 мегабита, која што е во висина од најмногу 2% од просечната плата во тој соодветен плански регион. Со денешните просечни плати, кога ги земеме за пример, цената за пристап е била помеѓу 400 и 500 денари. Дополнително, за поттикнување на користењето на ултра брзиот интернет, предвидуваме намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5%. Ова мерка не е предвидена веднаш, туку ќе се воведе како што ќе се развива мрежата и во текот на следните 10 години. За домакинствата кои што се од белите зони, а имаат вкупни примања кои што се помали од една просечна плата во Македонија, предлагаме владата да им обезбеди финансиска помош во вид на исплата на предплатата за првата година за пристап до ултра брз интернет. Следењето на намалувањето на дигиталниот јас континуирано ќе се прави и објавува од страна на експертско тело, а тоа е Националната компетентна канцеларија за бродбенд, така наречен БЦО во документите на Европската унија, а ќе се објавува и развојот на бродбендот споредбено со развојот во Европската унија. И кога сме веќе на оваа тема, податоците од извршеното мапирање покажуваат дека покриеноста на државата со брзи бродбенд мрежи е околу 78% и е приближно иста со просекот во Европската унија кој што е околу 80%. Но додека покриеноста со ултра брзи бродбенд мрежи е 43,8% и е доста пониска од просекот во ЕУ кој што е 58%. Но од друга страна е она што е позагрижувачко.
Согласно последните податоци од Агенцијата за електронски комуникации. Приближно 15% е само искористеноста на постојната бродбенд мрежа во државата, а само 1,2% е искористеноста на постојната, веќе изградена ултрабрза бродбенд мрежа. И имајќи го предвид, со планот се предвидува надворешна експертска помош за анализа на постојната законска и подзаконска регулатива. И веќе за март оваа година е договорена мисија на експерти од ТАЕКС, значи помош од Европската Унија, за да ја направиме оваа анализа. Во врска со развојот на 5G во државата, треба да се истакне дека се соочуваме со исти или слични предизвици како и другите земји од Европската Унија. Као главни предизвици да би ги издвоили: ослободувањето на радиофреквенцијскиот опсег 694-790 МHz, меѓудржавната координација, избегнување на несаканите штетни пречки во радиофреквенцијските опсези, особено, меѓусебно усогласување и измена на регулативата за градење на електронските комуникации. Во планот се утврдени мерки и конкретни активности за надминување на овие предизвици. И сосема на крај би сакал да додадам само уште нешто. Јавните средства кои државата ќе треба да ги обезбеди со цел во следните 10 години да ги изгради мрежите, а тоа се околу неколку десетици милиони евра, може да изгледаат на прв поглед многу. Ама исти или слични дилеми постоеле на почетокот на процесот на електрификација во сите земји. А струјата и електрификацијата ја донесува втората индустријска револуција. Затоа, обезбедувањето на овие јавни средства треба да се гледаат како основен предуслов за обезбедување на дигитална трансформација во државата. Тоа е единствениот начин институциите и услугите да ги приближиме до граѓаните. Граѓаните да имаат подеднаква шанса за пристап до квалитетно образование и до информација. Ова е стратешки документ кој треба да влијае и на намалувањето и на исилувањето од државата, особено од руралните средини. Последниот период ќе имаме уште многу дебати. Сакаме да слушнеме и дополнително мислење, да дојдеме до најдобрите и до најквалитетните решенија. Во работата на овој план работеа многу експерти од домашните институции. Имавме помош и од операторите и од бизнис секторот. Особено беа вклучени професорите од универзитетите. Свој придонес дадоа и дел од невладините организации. На сите сакам најискрено да им се заблагодарам, затоа што пред се тоа го правеа со голем ентузијазам и без никаков надоместок. Но очигледно е дека сите сакаат конечно да се вклучат и да ги поставиме основните стратешки определби за идниот развој на државата. Благодарам.